Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Зачестеноста на аутизмот кај децата во последните години е во пораст секаде во светот. Така и кај нас. Раното откривање, раната интервенција и социјализацијата се клучни за детскиот развој и за нивниот напредок. За семејствата каде што има дете со диагноза аутизам, животот представува постојана борба. Што недостасува за лицата со аутизам кај нас, ќе запрашаме Марија Митевска, специјалист по биолошки науки, воедно мајка на дете со аутизам. А во вториот дел на емисијата ќе зборуваме за НЛП тренинзите, односно за децата со типичен развој, како да го постигнат својот целокупен потенцијал. На кој начин да се заинтересираат за училиштето, да им се зголеми самодовербата, да бидат добри во спортот и во комуникацијата со своите врсници. Разговараме со Ирена Христовска, НЛП тренер за деца, тинејџери и родители. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото на Телма. Проблемите на родителите кои имаат дете со аутизам започнуваат со поставувањето на диагнозата и траат целиот живот. Денешната гостинка има лично искуство со сето ова. Таа има дете со аутизам, но бидејќи е специјалист по биолошки науки и професионално се вклучила во оваа тема и токму со неја разговараме со Марија Митевска, значи специјалист по биолошки науки и мајка на дете со аутизам. Добри ни дојдовте, Марија, во студиото на Телма. Добро ве најдов. Особена чест и задоволство ми е што ме поканивте во емисијава и од еден малку, да речеме, два различни аспекти да разговараме за проблемот со аутизам и преку некое си моje лично искуство кое што го имам и професионално изминативе години сум инволвирана токму во изнаоѓање на, односно помагање на медицинскиот дел, оној што се вели во кај лицата со медицинските коморбидни состојби што се поврзани со лицата со аутизам. Ке започнеме со вашата родителска приказна, кога прв пат свативте дека вашето дете има некаков проблем, дека неговиот развој одстапува од типичниот. Видете, моето дете, син ми е мое трето дете, така да имав искуство како би требало да изгледа еден нормален раст и развој на децата. И веќе во некаде година и пол приметив дека нешто не е во ред. Значи немаше показни гестови, имаше зборувањето не беше односно воопшто и немаше зборување, начинот на игра, прекумерно не спиење преку ден, не спиење навечер, тантруми во однесувањето, делови на, ајде да речеме, хиперактивност, недостаток на концентрација. Меѓутоа, во тој период се уште не бев свесна за што станува збор. Побарав стручна помош и како што веројатно голем дел од родителите кои имаат поминато овој пат, ми рекоа, ама ништо, тоа е машко дете, не се секирајте, тоа ќе се надмине, не го споредувај со девојчињата. Меѓутоа, сето тоа не се надминуваше и дури како поминуваа годините, така стануваше таа разлика се поизразена и поизразена, така да на 4 години повторно се обидов да затропам на официјалните врати и да побарам мислење од стручните лица, каде што повторно го добив истиот одговор. Значи, полека, не се брзајте, земете логопедски часови, се ќе биде во ред. Меѓутоа, таа разлика стануваше се поголема и поголема и беше очигледно. Вашата интуиција кажуваше дека нешто не е во ред? Па не интуицијата, него веќе сум родител на и искуство родителско, на 3 деца, така е. Така е, и гледам дека работите се одвиваат не во оној правец во кој што треба, за да некаде на возраст од 5,5 години да добијам информација као повторно кога се обидам, па што сте правеле до сега? Што сте чекале? Што сте чекале, го испуштивме детето. Во тој момент тргнува, или професионално сум врзана, сум гранка блиска до медицината и почнува мојата лична борба за изнаоѓање, учење, истражување, барање на малку подлабоко во причините за настанувањето на целата состојба и барање на одговори кои што да видиме што во моментов науката дава како одговор за моменталната состојба. Така да некаде на 5,5 години иницијално
Прв пат ја добивме дијагнозата за останување во развој со елементи на аутизам. Ви помогна тоа што ја добивте оваа дијагноза? Па во моментот таа дијагноза не ми помогна да се насочам во моето истражување, во барање на решенија за таквата состојба. Она што навистина ми помогна е кога конечно ја добивме вистинската дијагноза, која е причината за целата состојба, а тоа е пред некаде 2-2,5 години. Именно кога ќе се спомне аутизам, тоа е всушност една описна дијагноза за начините на однесувањето и социјалното однесување кај децата. Се опишува како една состојба. Се опишува како една состојба. Меѓутоа, науката во последно време многу работи на ова поле, особено од причина што има голема инциденца и тоа е како една епидемија која што се зголемува масовно во светот и нормално науката многу работи на ова поле, многу центри работат на ова поле, така да аутизмот сега според последните дефиниции, ајде да речеме, се дефинира како комплексно невроимунолошко, генетско и метаболно заболување. Што се води како заболување, значи имаме некакви си медицински причини во позадината кои што доведуваат до таквата состојба. Многу родители прават бројни испитувања, гастроинтестинални, невролошки, генетски и слично, но понекогаш добиваат совет да не губат време со тоа, туку веднаш да започнат со рана интервенција, за да не го изгубат оној скапоцен дел од можниот напредок кај детето. Што велите за тоа? Видете вака, значи раната интервенција и тие работни терапии сигурно не можат да донесат ништо лошо. И апсолутно се составен дел од целата постапка на рехабилитација кога ќе се види дека нешто има проблем. Меѓутоа, она што јас како родител иницијално и како некој кој што е специјалист по биолошки науки со особено дел во биохемија, физиологија, генетика, го имав како искуство, прво што почнав да го барам причината за таквата состојба и која е основната тригер што довел до целата состојба. Претпоставам правевте бројни испитувања. Апсолутно. И кај нас и во странство. Јас тоа ги правев токму така се обидов прво регуларните медицински патеки да го најдам одговорот, меѓутоа бидејќи не најдов во тој момент на слух, бев принудена тоа да го правам приватно, ајде да речеме во некоја си собствена режија, што да речеме од моја страна, мене ми е релативно полесно од причина што сум во таа бранша. Меѓутоа, голем дел од родители не се во таа бранша или немаат таква соодветна едукација и многу лесно може да потпаднат под разни видови на решенија кои што се лесни, едноставни решенија и така натаму и само иницијативно тргнуваат во барање на решение на проблемите, што сметам дека треба да се канализира и треба медицинската фела малку повеќе да направи протоколи, барем на изнаоѓање на тие коморбидни состојби за кои што е познато дека постојат и за кои што Светската здравствена организација веќе ги има ставено на листата како причини за појава на, така се вели, autistic-like behavior, тоа се генските фактори, митохондријалната примарна или секундарна митохондријална дисфункција, примарна или секундарна фолатен дефицит, неуроинфламацијата, инфламацијата во цревата, имуно на дефициенцијата кај децата. Значи, сето тоа се група на проблеми или коморбидни состојби за кои што постојат критериуми за дијагностика и постојат критериуми за лекување. Сега родителите го читаат сето ово, они ќе најдат на вакви податоци и почнуваат на своја рака да спроведуваат одредени протоколи. Па децата ги стават на посебен режим на исхрана, изфрлат млечни производи или пак глутен, им даваат некакви чаеви, капки за ослободување од токсини или пак некакви паразити, лекови потоа за габични инфекции и слично. Што говори вашето искуство, бидејќи имате контакти со родителите? Имало ли некаде резултат? Може ли на ваков начин со овие протоколи на слепо спроведени да се постигне
Некое подобрување. Не е толку едноставно, целата приказна не е едноставна и не е она како велат one size fits all. Со тоа што она што во моментов недостасува е една мултидисциплинарен медицински пристап, барем во овој дел на коморбидните состојби. И она што го велам јас често, медицина заснована на докази. И некој кој што ќе ги води тие деца, односно кој што ќе се завземе, ќе се направи еден мултидисциплинарен пристап каде што ќе бидат инволвирани невролози, гастроентеролози, имунолози, метаболози, генетичари, да може да се направи една индивидуален протокол за секој од децата. Јас за оваа прилика баш, еве да речеме, извадив некои податоци кои што се лесно достапни, научни податоци, да речеме дека просечната старост на лицата со аутизам просечниот животен век е 39 години. Тоа се податоци од Светската здравствена организација. При тоа, да речеме, еве сега ќе ми дозволите да се послушам, да речеме дека 45% од лицата со аутизам доживуваат во одреден период епилептични напади. Митохондријалната дисфункција, што е ставена уште 1991 година како една од причините за autistic-like behavior од страна на Светската здравствена организација, се јавува кај повеќе од 80% од лицата со аутизам. Фолатниот дефицит, кој што исто така постојат протоколи за диагностика и за терапија, се јавува кај речиси 40% од децата кои што се водат како аутизам. Гастроинтестиналните проблеми се пропратен елемент на повеќе од 70% на децата на лицата со аутизам како имунолошкиот дефицит или често пати PANS, Pediatric Autoimmunological Syndrome, кој што е автоимуно заболување предизвикано од вирусни или, ако е во случај стрептококна инфекција, PANDAS, исто така се сврстувани во групата на аутизам. Голем број на генетски заболувања, вклучувајќи го еве и нашиот личен пример, доаѓаат со однесувања кои што се слични на аутизмот. Значи, вие добивте одговор во вашиот случај, што стои во позадина? Во нашиот случај, после некоја си борба од некои си интензивни 6 години, консултирање на многу центри низ светот, еминентни лекари, светски еминентни лекари, стигнавме конечно до одговорот покрај оние пропратни коморбидни состојби кои што моето дете ги имаше од типот на PANS, Pediatric Autoimmunological Syndrome, имунодефициенција, PANS што би зголемени антитела за D1 допамински рецептори во мозокот што доведува до хронична неуроинфламација, гастроинтестинални проблеми, хроничен отит и зголемени тонзили кои што не дозволуваат, да речеме, подвижност на јазикот, да може да зборува. Конечно, последната, ајде да речеме, делче од целата таа слагалица го добивме пред 2,5 години, кога моето дете е диагностицирано како ретко генетско заболување, кое што е на орфан листата на ретки генетски заболувања, а тоа е Смит-Магени синдром, кое што 80% од лицата со Смит-Магени синдром пројавуваат симптоми слични на аутизам. Од една страна, од друга страна, со интензивна терапија, која што е спроведена не на моја рака, туку под надзор на врвни светски лекари, невроимунолози, невролози, педиатри, веќе подолго време моето дете нема никакви симптоми на аутизам. Зборува? Да. Учи нормално на училиште? Добро, имаме асистент во училиште, имаме одредени потешкоти во совладувањето на материјалите, меѓутоа е елоквентен, не многу подобар, него е елоквентен, одредени, да речеме, и social skills има подобрено и
самостојне, што е многу битно, самостојне, знае да функционира самостојно, прифатен е од околината. Споменавте бројни истражувања што сте ги правеле во странство. Исто така тука е потребно да се ангажира логопед, дефектолог, сензорни интеграции, работни терапии и слично. Колку сето тоа чини? Што значи од финансиски аспект? Се това за едно семејство каде што има дете со аутизам? Многу, посебено што голем дел од овие испитувања, голем дел од овие терапии не се покриени преку Фондот за здравство. Само иницијативно, финансиски, да речеме, родителите се приморани да најдат решенија за своите и бараат решенија за своите деца. Тоа се сериозни суми. Сериозни суми, каде што, пак ја кажам, почнувајќи веќе неброено во моментот кога успеавме да стигне во ситуација да биде присутен, да може да се работи со него. Нормално работните терапии тоа многу поголем ефект отколку додека не беа третирани неговите медицински проблеми кои што ги имаше во позадината, вклучувајќи терапии на кои што се уште е на тие терапии, веројатно ќе биде доживотно на тие терапии. Да речеме дополнително бихевиорални терапии, дополнителни часови, типови на исхрана, прилагодување на исхраната и така натаму. Било дека одредени семејства се на работ на сиромаштија поради аутизмот на нивното дете, што значи дека воопшто не е едноставно, но што значи за функционалноста на семејството, за партнерите, да си има дете со аутизам? Голем предизвик. Реорганизација комплетна е потребна? Голем предизвик, затоа што успеваат да обстанат семејствата? Имаат различити типови на, да речем, затоа се вели аутизам спектар, затоа што има различит број на ајде да речеме карактеристики, односно како се однесува детето. Значи имате вие деца кои што се едноставно само исклучени и не може да со нив да комуницирате, меѓутоа голем број на децата имаат агресија, автоагресија, тантруми, ноќни неспиења. И сето тоа влијае на целото семејство, почнувајќи на индивидуално на партнерите, на родителите во семејството кои што гледаат дека нешто се случува, не можат да помогнат од една страна, од друга страна на останатите членови во семејството, децата, и останатите, ако има останати други деца како членови од семејството. Навистина еден голем предизвик и она што можев да го приметам дека во рамките на државата не постојат начини за психолошка подршка на родителите. На родителите или било каква помош во однос на родителите. Јас неодамна бев во Словенија, каде што искрено бев фасцинирана од начинот, првенствено како државата го има организирано тој проблем и поддршката која што ја дава првенствено и за децата од една страна и финансиската поддршка од една страна, работната поддршка од друга страна и психолошката поддршка на самите родители за да можат колку може тоа полесно да го изнесат. Значи тоа е нешто што недостасува кај нас и на што треба да се работи, бидејќи страда и семејството, но претпоставувам дека и децата со типичен развој во семејството страдат, бидејќи поголемиот дел од вниманието мора да се посвети на детето со аутизам. Апсолутно. Пак ќе кажам и временски, и финансиски, и емоционално, и секако тоа е навистина еден голем предизвик. А дали е предизвик помислата што откако родителството ќе заврши? Мислам дека тоа е нештото кое што го обременува секое семејство и секој родител кој што има дете со пречки во развојот. Не само делот кај што кога зборуваме за аутизмот, туку општо пречки во развојот. Прашањето кое што постојано си го поставуваме, што понатаму? Што понатаму? Во моментов, колку што знам, во Македонија такви центри за згрижување нема, односно нема некаква си програма за вклучување на тие лица, да речеме во Словенија имате
посебни домови, каде што со минимална помош ги остручуваат и ги оспособуваат за одредена работна активност која што можат ваквите деца да ја веќе не се деца, тоа се лица, возрастни лица, кои што потоа треба да бидат вклучени во општеството. Можат себе си да си допринесуваат финансиски од една страна и со минимална помош од државата да функционираат независно и самостално. Како изгледа воспитно-образовниот процес за овие деца кај нас? Интеграција постои во реалност? Конкретно, да речеме, еве ние од кога инклузијата е широк појам, а посебно треба да се знае која пак ќе кажам основната причина за моменталната состојба. Од моментот кога ние дознавме, кога дознав дека станува збор за Смит-Магиенис синдром и почнав да гледам и да истражувам по тој дел, всушност постојат цели светски здруженија за овој синдром, каде што имате и годишна чек-листа направена кои здравствени проблеми можат да се јават и на што треба да се внимава. Има терапии за ноќното неспиење, кои што се специјално дизајнирани за тој синдром, да речеме. Имате посебно цел прирачник е направен како училиштето треба да се однесува кон лицата со тој синдром, за да може да го извлече максимумот од него. Сега кога бев во Словенија, прв пат видов уште едно дете кое што е со истиот синдром како моето дете и бе фасцинирана дека што и препорака за таквиот синдром дека училиштето шест например наставници, остручени наставници, дневно го водат едукацијскиот процес на 5 деца. Да речеме, со тоа што дефектолошките, логопедските, бихевиоралните делови се директно вклучени во самиот образовен процес на дневно ниво, вклучувајќи хидротерапија во базини, хипотерапија со коњи, значи сето тоа е покриено од државата и е во рамките на, ајде да речеме, некаков се рехабилитацијски оној работен дел процес од една страна. Од друга страна пак, терапиите кои што се неопходни и кои што се long life терапии, повторно, се покриени од страна на државата. Значи, тоа е всушност клучното што кај нас недостасува. Така е. И финансиски психолошка помош на семејствата и организирана. Психолошката помош на семејствата дури ме фасцинираше затоа што, да речеме, имаат они нивни здруженија каде што здруженијето, лицата во тие здруженија добиваат картички, посебни картички, со кои што картички имаат организирани евенти, тоа на неделна основа, значи во текот на годината, да не кажем и месечна, па и неделна основа, каде што добиваат се собираат во одредени, хотели, да речеме, кои што се покриени некаде 70 до 80% од цената на пансионот е покриена од страна на здруженијата, од страна на државата, за да семејствата може да се релаксираат, родителите може да се релаксираат од една страна, малку заедно со децата, а за децата во тој период, во тие викенди, да речеме, има студентите од факултетите за дефектологија, студентите од факултетите да работат со нив. Да се работат со нив, да можат и родителите малку да се почувствуваат, да здивнат, да земат, да речеме, душа во смисол на тоа, да можат потатаму да се вклучат да продолжат со секојдневната борба, затоа што ова е еден маратон. Ова не е нешто кое што е од денес за утре и поминува настинка, па сега имаме температура, па ќе помине и понатаму се враќаме. Ова е еден доживотна борба. Маратон. Доживотен маратон, но вие ги мотивирате родителите да ја бараат причината за аутизам кај нивното дете. Тоа е всушност вашето искуство. Така и во рамките на тоа се собравме, ајде да речеме, група на родители од регионот и пред 2 години, многу сме горди сите на тоа, ја организиравме конференцијата, СЕКА, Southeast European Conference of Autism, 4-дневна конференција во Белград. Белград беше избрана како место кое што е некако на средина на целиот регион.
каде што беа поканети на овие теми, на сите теми кои што се коморбидни состојби, кои што се поврзани со аутизмот, за кои што постојат протоколи за диагностика и протоколи за терапија, да се размени искуство со најврвните научници и лекари од целиот свет. Така да имаше преку 20 лекари од целиот свет, почнувајќи од Америка, Италија, Франција, Русија, Украина, кои што работат интензивно на оваа проблематика и да малку се подигне свеста на медицинската фела во однос на коморбидните состојби, затоа што видете, ако ви имате хронична инфекција кај детето, да речеме, хроничен проблем, често пати тој е повикан, односно е поврзан и со хронични болки. Не можете да очекувате напредок кај детето. Меѓутоа, и многу голем ефект од работните терапии. Или, да речеме, една банална работа, како што е хроничниот отит и хроничната воспаление на тонзилите, каде што децата често пати имаат навечер хрчат, да речеме, или не можат, има континуирана недостаток на кислород. Па имаме во мозочето поради појава на апнеи. Значи банална работа која што може да се превенира, односно може да се третира. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во 0+ месеци, што го споделивте вашето лично искуство родителско со аутизмот, но и секако професионалното. Сето она што сте го истражили, ви помогнало конкретно во вашиот случај. Верувам дека тој ќе ги мотивира и останатите родители кои што живеат со еден ваков проблем на нивното дете да најдат начин, да најдат одговор. Еве сега на крајов, како едно светло на крајот од тунелот, би сакала да најавам, односно веќе да споделам и со македонската јавност дека постојат науката интензивно работи на оваа поле. Например, пред 3 недели FDA го апрувира првиот лек, првата генска терапија за аутизам, која што се поврзува со мутација во SNAC3 генот. Новакс, например, работи веќе интензивно, во завршна фаза се студиите за терапија со сурамин, која што повторно е наменета за лица со аутизам, каде што причината е cell danger response, односно хроничниот одговор на стрес како причина за појава на аутистичното однесување. Така да не се откажувајте, значи не се откажувајте, барајте ги причините, за дел од работите може да се подобри квалитетот на животот и секако работната терапија е неопходна. Неопходна, така е. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување во магазинот за родителство. Задоволство. Почитувани, правиме кратка пауза, а веднаш потоа ќе зборуваме за начините на кои што кај децата може да се постигне целокупниот потенцијал кога станува збор за учењето, самодовербата, спортските активности, комуникацијата со врсниците. Останете на Телма. Велат дека децата најдобро учат кога се срекни подготвени за тоа. Но како да се подготват и како да ги подобрат успесите и на училиште, но и на приватен план, разговараме денеска со Ирина Христовска, НЛП тренер за деца, тинејџери и родители. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Добар ден и благодарам. Децата се помалку имаат интерес за училиште, не сакаат да учат, вие сте и одделенски наставник меѓу другото. Што говори вашето искуство? Како е во последните години по тоа прашање? Така, во ова искуство што го имам и во формалното образование и веќе долги години во неформалното образование, и истражувањата кои што ги имам извршено говори дека децата се помалку се мотивирани за учењето. Конкретно, трансформациите и сите реформи кои што се прават, да, се за подобро на детето и да се мотивира да работи. Меѓутоа, согласно развојот на технологијата и сето она што ни се случува денес во современото наше живење, се случува да децата на традиционален начин треба да учат во современо општество. Така да тука настанува еден јас во суштина кој е можеби демотивирачки, затоа што децата сакаат се брзо, сакаат брзи информации, брза достапност на знаења.
воедно оние тестови, да речеме, што се прават, испрашувања, дали се и тие треба да се изражи, дали се и тие навистина релевантни за да се изврши севкупното оценување на личноста, ќе кажам, на ученикот. Значи, за да може едноставно детето да се мотивира. Зошто го велам ова? Затоа што за мотивација на детето постојат два вида на мотивација во суштина. Тоа е надворешната мотивација и внатрешната мотивација. За да дојдеме до внатрешната мотивација, која е двигател во суштина на мотивацијата кај секој еден од нас како единка, треба предходно, значи, да се извршат истражувања, обиди, да речеме, искуство да се создаде како надворешниот мотиватор влијае врз внатрешната мотивација на детето. Што тоа значи? Надворешното обкружување го прави оно надворешно мотивирање. Во смисол награда, казна. Многу често ние како единки сме насочени значи поаѓаме од нешто за да бидеме мотивирани или кон нешто се насочуваме. Што значи? Дека некои се мотивираат со казна, некои се мотивираат од страв, некои пак се мотивираат барајќи решенија. Така да сето тоа да се види, да се утврди, сепак е процес кој што не бара само тест или одговор на одредено прашање во одреден момент кога имаме 3 месече, туку бара севкупна работа во текот на целата учебна година. Има различни стилови на учење. Многу често можеме да слушнеме како некој некому вели колку пати треба да ти повторам, треба ли да ти нацртам. Но има ли деца кои што се учат визуелно, па може би навистина треба да им се нацрта, или пак кои што се кои доминантно учат со слушање. Така е. Па може би треба да им се раскаже на нив. Така е. Така е, секој од нас во суштина го има тој репрезентативен систем, ние го нарекуваме на прием на информации, затоа што се е информација. Ние во моментов додека седиме примаме 2 мегабити во секунда информации, значи во текот на денот тоа се навистина огромен број информации, меѓутоа преку нашите филтри допираат некаде 7 плюс минус 2 информации во даден момент. Во зависност од тоа кој е нашиот доминантен канал на информација, зависи и мотивацијата како јас треба да учам, како детето треба да учи. Некои од нас, например, доминантен имаат канал на комуникација е, например, визуелен. Така да тоа дете би било мотивирано да учи кога материјалот кој што треба да го совлада, да, треба да му биде представен со слики, стикерчиња, фотографска меморија има. Така е. Боички, значи баш онака да биде за него визуелно представено и многу полесно за прием. И меморирање. Истовремено, оние кои што, да речеме, полесно помнат кога слушаат. Доминантно аудитивни Доминантно аудитивни. Така е, кај нив доминантен канал е аудитивниот. Тие претежно учат и на глас, читаат. Се мотивирани кога слушаат. И убаво е дури кај тие дечиња да јас им велам снимајте се. Значи бидете спикери, бидете водители на емисија. И сето оноа што треба да го совладаат во суштина да го презентираат на некој начин, со самото тоа нели и ќе зборуваат и ќе слушаат. Додека имаме и кинестети кои што се на пример практичари, кои што сакаат практично да изведат, тие сакаат проекти, тие сакаат значи да експериментираат, така е, и уживаат во чувствата. Кај нив за да допрат до информацијата е потребно малку време. И тука обично настапува оноа 100 пати ти кажат зашто не ми одговараш. Ние како возрастни имаме моменти кога ќе поставиме прашање и чекаме веднаш инстант да ни се одговори, но кај кинестетите, на пример, кои што имаат доминантен канал, треба малку време за да допре информацијата, за да ја доживее, да ја искуси како би можел да даде соодветен одговор. Кога зборуваме за НЛП тренинзите за деца, што тие вклучуваат? Еве, го проценувате ли ова? На кој начин детето најдобро би учело? Апсолутно. На самиот старт, затоа што првиот модул е во суштина мотивацијата, токму тоа. Клучно што е. Да, мотивацијата и креирањето на цели, затоа што ние бесцелно ако движиме некаде, не знаеме каде да одиме. Еве, конкретно вие треба да дојдете на работа, меѓутоа каде точно на работа? Вие можете на таксистот да му кажете, ајде носиме на работа, ама каде точно? Треба
мора да му дадете точна дестинација за да знае каде да оди, инаку ќе ве врти низ градот. Истото се случува и со децата. Значи, треба да си постави цел зошто треба да учи или зошто му е тоа важно, кое е основното прашање, за да се зголеми мотивацијата. И со самото тоа, во суштина, на првиот модул, ние го вршиме и тоа тестирање за да се види доминантниот канал на прием на информации кај детето. Како би знаел со користење на тие канали да биде мотивирано да учи, значи да не му биде терет. Вели морам да учам, не мораш ништо. Значи, а можеш се што ќе посакаш. И суштината е таа, значи да го најдеме. Само довербата на некој начин ќе им се крене покрај тоа што ќе добијат мотивацијата. Така е, вториот модул веќе одиме со самодоверба и комуникација, комуникацијски вештини. Значи, оноа што ни е многу важно е комуникацијата, затоа што ние со самото отварање на нашите очите, ние комуницираме самите со себе. Значи, не само комуникацијата меѓу нас, туку и комуникацијата, она интерна комуникација, што самите на себе си говориме, како се мотивираме да совладаме некој материјал кога станува збор за учењето, кога станува збор за реализација на цели, дневни планирања се тука, тематски планирања кои што многу го олеснуваат учењето на детето и планирањето на целиот ден. За веќе третиот модул да се оди кон техниките на учење, супер учење така наречено. Четвртиот ни се умствените мапи кои на вистина многу го олеснуваат учењето на децата, посебно на визуелните. И на крајот е управувањето со емоциите, оноа како ние да знаеме да се справиме во секој даден момент, дали ќе добиеме, ние велиме не постои неуспех, постои само повратна информација, значи сето тоа како ние да го примиме и како со него ние да управуваме, со емоцијата конкретно. НЛП тренинзите дали се наменети само за мали деца или пак може да бидат вклучени тинејџери? НЛП тренинзите се започнуваат уште со самото описменување на детето, значи од неговата 7-годишна веќе возраст, кога ќе може да формира и реченици, бидејќи добиваат и работни листови на кои што нели треба да одговараат. Така да од 7-годишна возраст имаме групи до 9-10 годишна возраст, па потоа за млади тинејџери имаме од 11 до 14 годишна возраст и потоа имаме веќе за тинејџери и за млади, сега веќе имаме и таква група, стартувавме вчера, од 19 до 24 години, каде што младите, особено кариерниот развој или каде да се насочи после завршување на средното образование, многу често не знаат каде или пак може би сакајќи добро да се направи, ќе се наметне од средината во која што се. И затоа, значи, тука буквално тоа го работиме, како да одговорат на интервјуа, на проекти и ете, така да сите возрасти се опфатени. Па дури и родителите, наставниот кадар исто така? Апсолутно, апсолутно. Родители се опфатени, сите дечиња кои што доаѓаат тинејџери и млади, кои што доаѓаат кај нас на тренинзите, работиме и со родителите, имаат работилници, нели, затоа што сето тоа е сепак еден синџир составен од повеќе алки. Тоа е еден систем каде што сите заедно функционираме. Сепак треба да се знае, нели, од прилика што како, во помалите групи, да речеме децата кои што се на помала возраст, па и тинејџерите, родителите ревносно работат и тие на сето тоа и на вистина имаме одлични резултати. А добро, какви техники користите за да поттикнете позитивни промени кај децата конкретно? Па тоа се мотивацијските реченици кои што самите си ги креираат. Значи немаме формула која што ние ја даваме. Затоа што за мој напредок секогаш јас го имам одговорот. Но од спротивата стои некој кој ќе ме поттикне да го најдам тој одговор. Така да ние со поттикнувачки прашања си имаме прашања, нели, си имаме мета прашања, си имаме посебни прашања, преку кои преку комуникација доаѓаме до самото дете, самиот тинејџер, родител, си доаѓа до сопствениот одговор. Така да тој дел од коучингот, затоа што имаме и коучинг средби со родители, со тинејџери, каде што се обработува посебна, нели, проблематика или одредена нивна тема која што сакаат да ја обработуваат.
Инаку на самите тренинзи, на самите работилници кои што ги имаме, да, си има алатки, меѓутоа алатката е понудена, а потенцијалот за да дојде до израз, доаѓа преку алатките и детето сам си го открива. Можам да се пофалам дека овој пат на овие тренинзи што беа генерацијава, еве сега што заврши, па 80% од едукантите беа и на меѓународни надпревари и освоија супер место. НЛП всушност значи Неуролингвистичко програмирање. Така е. Неуролингвистичко програмирање. Да. Вака звучи сложено. Да, а во суштина е нашето секојдневие, затоа што се поаѓа од мислата. Мислата ја вербализираме, лингвистиката, од тука формираме одредени јазични образци преку кои се програмираме, односно се навикнуваме да живееме. Програмирањето не е ништо друго освен нашата навика. Така да, јас велам кога ќе видиме денес врне, мислата ми е ау каков ден, ете го, нели, зборот, лингвистиката и на сето тоа, јас се навикнувам дека денес треба да седам дома за да не ме накисне, не убаво времето. И така да ние сами се програмираме. Сами се програмираме. И сега ова е всушност начин за репрограмирање, за поинаку да се испрограмираме. Доаѓаат ли често кај вас родители со деца кои што немаат интерес за учење или пак имаат проблеми со комуникација со нивните врсници, кои што имаат слаба самодоверба, што доколку детето не сака да учествува на вие тренинзи? Па како го мотивирате да го вклучите? Така, децата што не сакаат да учествуваат не доаѓаат. Така да. Но родителите некога се упорни, нели? Да, се упорни, меѓутоа пак ќе кажам, тука ништо не се мора, само ако се сака. Во смисол дека се може кога ќе посакам. И во суштина тоа е тоа, затоа што кога ќе ја дадете вие сета слобода, слободата значи одговорност. Немате проблем никаков со комуникација, ниту со дете, ниту со тинеџер. Кога ќе стекнете, значи кога јас како коуч, како тренер, ќе стекнам доверба кај тинеџерот, а тоа се стекнува веднаш во првите неколку секунди од нашата средба, тогаш веќе немаме проблем никаков, ниту во комуникација, ниту во тоа да мора. Дури сум среќна кога ќе слушнам или кога ќе ми пише родител, ти благодарам што ме запиша тука, многу се чувствувам убаво. Значи, тоа е постојаната наша комуникација заснувана на доверба. Ништо не се мора, значи се одговорност. Тоа е твоја одговорност. Кога ние така би пристапили, тука се наидува на можеби предизвик еден, затоа што имаат одредени работи активности кои што треба самите да ги завршат. Децата се мотивирани најчесто да го работат, тоа не е мотивација, тоа е надворешен фактор кој влијае на мотивацијата. Да мора. Оноа што го зборуваме постојано и сега. Кога е тука во оваа средина, тој не мора ништо. Значи јас не пишувам минуси, не пишуваме единици, не пишуваме неоправдани, немаме зошто тоа не го направи, како не ти е срам, ако не и така натаму. Туку едноставно ако сакаш. И некако нема рамка, нема притисок, така да сите го завршија се до крајот на тренингот, се вкупен со сите модалитети, без никаков притисок. Меѓутоа, оној преод дека ти не мораш ништо, работиш за себе. Во суштина не работиш за мене. Не работиш за мама, за тато, работиш за себе. Твојот успех е во суштина сето оно што ти ќе го сработиш попатно. Твојот успех е твојата цел. Кога започнуваат овие тренинзи? Дали се во тек? Во тек се, да. Може сега некој да се вклучи доколку сака или мора од почеток да... Мора од почеток, може да се вклучи во работилници кои што ги имаме, почнуваме веќе од април месец и со работилници за родители, и со коучинг средби, и со работилници за деца и тинеџери, така да на работилниците може да се вклучат слободно за од септември веќе ќе почнат новите уписи за деца и тинеџери, бидејќи тоа е сепак процес кој што трае 5 месеци. Значи 5 месеци редовност се очекува? Така е, кај децата, кај тинеџерите и кај адолесцентите трае 6 месеци. Таму имаме и презентација и баш онака завршно
заокружување на сето она што досега искуствено е поминато, затоа што тука се работи за практична работа, значи не е теорија. Теорија да во смисол да се воведе. Дайте ми некој пример од практичната работа. Некој пример од практичната работа. Да, накратко сосема пред крајот на денешната емисија да сватат родителите всушност, бидејќи денеска сте гостинка во магазинот за родителство 0+ месеци, што всушност би добиле нивните деца на овие тренинзи? Значи, во самиот старт ги добиваат и планирањата, да речеме, за текот на денот. Креирањето на мотивацијска реченица која што ќе ги носи за реализирање на целите. Исто така што е најважно секогаш да поставуваат прашања зошто ми е тоа важно. Тогаш во суштина ние ја добиваме нашата важност. Секогаш кога не се мотивирани за учење да поставуваат, на пример, прашање во смисол што сакаш да бидеш ти кога ќе пораснеш. Затоа што мојата цел, мојата визија за тоа што сакам јас да бидам и каде сакам јас да стигнам, ќе ме води на патот да дојдам до таму. Не дека јас морам да учам, тогаш нема да ми биде тоа воопшто важно. Туку едноставно, за да дојдам до таму каде што сакам да стигнам, јас сега ова ќе го направам. И така натаму. Трема ако имаат, значи пред некој тест, пред некој испрашување, значи имаме практични вежби, директно да се измасираат, јас велам во пределот под клучната коска, малку така. Доволно е да подишат 3 секунди, да земат воздух 3 секунди, нели да го држат 3 секунди, да го испуштат, чисто непосредно пред испрашување, пред тест, и да си ја кажат онаа реченица која што нивни двигател ги мотивира да одат. Исто така е тука многу важно зборовите кои ги користиме, затоа и лингвистика, во суштина имаше едно дете кое што вели ти можеш, ти ќе издржиш. Велам, издржиш кога ќе го кажеш како збор, тоа е всушност значење ни дава дека за нешто се мачиш па мораш да издржиш. Во смисол јас ќе успеам до крај. Значи ти можеш и ќе успееш до крај. Така да има тие сегменти кои што ги работиме на вистина од почеток, тие се 5,5 месеци баш работа. Јас верувам дека многу деца ќе успеат да го постигнат посакуваниот успех и дека ќе најдат начин преку вие НЛП работилници да се мотивираат за она кон што целат во животот. Благодарам уште едно за гостувањето. Благодарам. Почитувани Ирина Христовска, НЛП тренер за деца, тинеџери и родители, беше гостинка во вториот дел од емисијата од магазинот за родителство 0+ месеци. Ова беше се што ви подготвивме за денешното издание на магазинот за родителство. Се гледаме секој работен ден на Тилма во 12 часот и 45 минути. Имајте пријатен ден.